стресно, небезбедно на некој начин и преживување. Нема исполнитост, тука само одмора. Потреба за живот, онака не. Тешко е во Македонија да се живее. Задоволни се, исполнети, да, меѓутоа поголеми плати. Дефинитивно. А ако сам се постави како што треба, ако смета дека си стои цврсто на ставот во однос на тоа кој е и што е, мислам дека би можело да му е добро, но за жал не е секогаш така. Има многу што се школувани работат келнери. Заклучокот на све е дека не го работат тоа што сакаат да го работат со љубов. Кај нас, да ти кажа, во Македонија не се многу безбедни работните места. Не ги следувам сите безбедносни стандарди. Па не знам колку се безбедни, мислам дека треба некои инспекторати да проработат или некои такви работи. Па не сметам дека се нешто претерано безбедни, но не можам да кажам ниту дека се па и небезбедни. Има, да речам, малтретирање и неправда, така да се до својот глас како ќе се поставиш на прво. Па зависи каде работиш, ама би требало да се сметам дека се. Барем јас се чувствувам безбедно на своето работно место. Се градежништво во друго, се. Па зависи човек кај работи, зависи од работодавачот, а пред се од работникот, тој како ќе се постави. Многу се незадоволни, според мене. Тоа не е платено тоа што заслужуваат уствари, реално. Трпат повише од тоа што треба да трпат. Да си го зачуваат работното место, сепак е криза и на сите им треба работа, не е. Да, ги премолчува затоа што мислат дека ако ја изгубат работата ќе останат без средства. Може би имаат страх од работодавачот и не се сигурни во себе. Меѓутоа ако сам со себе си окей, не сметам дека би имал таков проблем. Премолчуваат, да, од страв да не го изгубат работното место, така. Место каде што нема да се осеќам оптеретено, каде што ќе бидат коректни со плата, да не молам за мои пари што ги имам заработено.